Како градоначалник на Прилеп, заедно со Советот на општина Прилеп, општинската администрација, со јавните комунални предпријатија и во соработка со владата и меѓународните организации и институции, во изминатите 4 години реализиравме голем број на проекти, од кои дел се од капитално значење за нашата општина. Една од нив, посебно што се гордеам со тоа, е проектот Прилепско езеро, нови авантури, нови можности, односно спортско-рекреативниот комплекс, кој денеска и официјално го ставаме во употреба. Основната идеја од која што се водевме при неговата реализација беше да го вратиме сјајот на некогаш најпопуларното и омилено излетничко место на прилепчани, Прилепското езеро. Како што самите можете да видите, целта е постигната. Во рамките на проектот е изграден мултимедијално плато со тераси, тоа е во место кај што се најдуваме ние, летниковци и урбана опрема, кошаркарско игралиште со трибина, игралиште за одбојка и 4 маси за пинг-понг, кои се оградени и осветлени со рефлектори за користење во вечерните часови, како и 4 детски игралишта со одветна содржина за најмладите посетители. Изградена е пешачка патека со ширина од 1,5 метра и во должина од 700 метри, која е осветлена со канделабри, поставени по целата нејзина должина. Со изградената пристапна рампа за лицата со инвалидитет им е возможен пристап до сите содржини на спортско-рекреативниот комплекс, а за одржување на хигиената набавени се и контејнери и ново комунално возило за подигање на сметот со капацитет од 13 метри кубни. Пред некогашниот мотел е изграден паркинг простор, паркинг за велосипеди, а на целиот потек во зоната има клупи и корпи за отпадоци, информативни табли и патокази. Најубавиот објект во функција на рекреативната зона е токму овој мултимедијалниот простор под сенките на зимзелената шума, која представува комплекс од 3 летниковци и 20 клупи за седење, како и плато кој ќе служи за изведување на културни и забавни манифестации, концерти и место за дружење на сите посетители, посебно за младите. Целиот објект е изграден од природни материјали, камен и дрво, со цел да се задржи природниот амбиентален изглед. Вкупната вредност на проектот изнесува околу 50 милиони денари, од кои 6 милиони денари одвои општина Прилеп за овој проект. Проектот Прилепско езеро, нови авантури, нови можности, е финансиран од страна на Европската унија и владата преку проектот за локална и регионална конкурентност. Проектот го администрира Светска банка, а истиот се спроведува од кабинетот на заменик председателот на владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори. Почитувани, последниве години Прилеп го најде своето место на меѓународната мапа на активен туризам, кој вклучува болдеринг, велосипедизам, параглайдинг и планинарење. Со реализација на овој проект се проширува понудата на нови содржини и информации за активен туризам за сите намерници кои сакаат да го посетат Прилеп. Со фактот што спортско-рекреативниот комплекс е на оддалеченост од околу 6 км од градот, со изградбата на планираните содржини, очекуваме тој да биде еден од најпосетуваните локации на сите љубители на спортот, рекреацијата и излетот по природа на сите граѓани од нашиот град и пошироко. Реалноста вели дека добивме спортско-рекреативен комплекс кој представува гордост за сите нас. Во оваа прилика сакам да им се заблагодарам на сите оние кои што учествуваа во реализација на овој проект. Јавното претпријатие за просторно и урбано планирање, секторот урбанизам при општина Прилеп, ЛРЦП, како и изведувачот на работите Ленди Груп, кој одлично се заврши својата работа. На крајот сакам да упатам апел до сите граѓани, до секој жител на нашата општина, до секој посетител на овој комплекс.
и покрај тоа што е ангажирана служба за негово чување, одржување, поставени видеонадзор, секој од нас има должност и одговорност да го чува и одржува прекрасно спортско-рекреативен комплекс. Со личен пример да покажеме грижа за нешто што представува општествено добро, простор кој што треба со години и децении да ни служи нам и на идните генерации. Проектот се спроведуваше преку кабинетот на заменик председателот задолжен за економски прашања, координација со економски ресори и инвестиции, господинот Фатмир Битичи, а инаку проектот е реализиран, администриран преку Светска банка. Тоа значи дека се запазени сите процедури кои што ги користи Светска банка, особено во делот за заштита на животна средина. И би се приклучила и би го поддржала градоначалникот во неговиот апел да го зачуваме овој прекрасен простор, да го надоградуваме, да водиме сметка за него, бидејќи навистина сметам дека е едно прекрасно место каде што не само прилепчани, туку и гости од страна може да дојдат и да уживаат во убавините и во можностите кои што ги нуди овој спортско-рекреативен центар.